И мажите трпат семејно насилство. Стереотипите за родово базирано насилство врз мажите во нашето општество се уште владеат, па многумина остануваат зачудени кога ќе прочитаат наслов. Маж пријавил дека бил нападнат од својата партнерка. Ти си маж, треба да издржиш, е нечестиот стереотип и ментална препрека која доживуваат. Така се растени, не смееш да плачеш, не смееш да кажуваш. Некаде се случува, од пракса имам слушано, таа е жена, нека се зборува, ајде, тоа е така, прави драма, но сето тоа тој го трпи секојдневно и го наоѓа решението во капка алкохол, неретко дрога, во хазардни игри, на така навака каде што пробува да избега психолошки од ситуацијата која што доживува секојдневно на сопствена кожа. Психичко, економско, понекогаш и физичко. Мажите ги трпат сите облици на насилство. Например, имаме мажи кои што се случило во љубовен чин да создадат дете со својата партнерка и сега таа од позиција дека го носи тоа дете секојдневно го уценува, му се заканува дека ќе го абортира тоа дете доколку тој не исполнува одредени економски неизини потреби за доволства, хирови или така натака, го маловажува, го удира по неговата машкост, например, и тој кога ќе отиде да се обрати во институциите, немаме шелтер центар за него. Во недостаток на згрижувачки центри, мажите спасот го бараат кај психолозите. Мажи се почесто бараат психолошка помош, но и работат на себе. Тренд кој бил забележан после короната.